Да, тоа беа вестите и на новите информации. Сега продолжуваме со дебатниот дел. Тука е, како што кажавме, професорот Благој Цонев. Професоре, добре дојавте во студио 10. Добре дојдов. Добре најдов. Добро утро. Не сме се виделе веќе некое време, но еве како настаните се случуваат на светско, на регионално ниво, така тоа изискува една анализа околу тоа што се случува, бидејќи гледаме дека и граѓаните имаат доста недоумици. Прво е оној еден генерален страв од војна, од војни конфликти, бидејќи сепак се работи за голем судир во кој се вклучени големи светски сили. Гледаме дека Иран ги употребува своите ракетни потенцијали за да одговори на места кои се прилично далеку од Иран, во заливските земји, па дури имаше напад и врз Кипар, така да тој страв оправдан, неоправдан постои. Тука се и економските стравови, како што кажав, гледаме дека цените на горивата веќе растат, се создава некоја мини паника, гледаме на бензинските луѓето полнат, за да не поскапи, дали ќе има, дали ќе нема. Така да, еве, генерално за во разговорот, како гледате на оваа интервенција вие, што според вас се случува, па се разбира ќе навлеземе во деталите. Па првично мораме да кажеме дека оваа интервенција на Америка и на Израел всушност е демонстрација на војната надмок и суперсилата која што сакаат Соединетите држави да ја покажат, дека тие повторно се доминантната сила во целиот свет, односно дека повторно ќе почне една ера на униполаризам. И за жал во таа една војна во која што започна уште во периодот кога почна војната во Украина, американците им покажаа и на русите и на кинезите и на сите останати дека се воено супериорно надмокни. Тоа е првата причина. Втората причина се разбира се ресурсите. Иран има најголеми резерви на природен газ и нормално една суперсила како Америка сака да ги користи тие ресурси. Се разбира во моментов и се ограничени, бидејќи тие ресурси ги користат само Кина и определени други европски и африкански држави. Третиот момент е развивањето од страна на Иран на нуклеарно оружје, за кое што се разбира немаме податоци дека се случува. Меѓутоа, под тој претекст Израел и се приклучува на Америка и всушност Израел нели ја започнува таа прокси војна од страната на Соединетите американски држави. Се разбира станува збор за промена на геополитичкото статус-кво во регионот на Блискиот Исток и за повторно воспоставување на доминација на Соединетите држави на Блискиот Исток. Ќе продолжиме, се разбира, за сите овие работи кои кажавте, може слободно да се направи целосна анализа, ќе ги поминеме тие детали, но сакам да ве прашам друго. Ми се чини дека веќе во приказнава како да не се зборува за меѓународно право. Дали тоа меѓународно право, тоа се разбира дека постои, но одамна не се почитува, не е ништо ново. И сега гледаме дека одредени држави, да речеме, оние кои се против интервенцијата го спомнуваат, како Русија и Кина, кои па го кршат на друго место. Го спомнуваат и некои европски држави така пострамежливо, да речеме, но тоа постои. Но се чини дека излегува како депласирано е веќе да се зборува за меѓународно право и правда. Во суштина, за жал, меѓународното право од сериозна алатка во меѓународната политика се претвори само како средство за залажување на малите држави и после тоа всушност започнува да замира негде после донесувањето на резолуцијата 688 од страна на Советот за безбедност на Обединети нации. Тоа е резолуцијата со која се оправдува заливската војна, односно резолуцијата за хуманитарна интервенција, кога се кажува дека доколку има индиции дека некој режим во некоја држава врши систематска репресија врз сопственото население, Обединети нации ќе дадат
мандат на држава или коалиција држави да извршат воена интервенција во таа држава. Се разбира, тоа е спротивно со меѓународното право и рушење на суверенитетот пред се. Меѓутоа, за жал, живееме во епоха, односно во ера во која што меѓународното право се повеќе и повеќе се ближи кон својот крај и како римското право и како некои други гранки, за жал, најверојатно ќе исчезне. Бидејќи, знаете, политиката се раѓа од правото, меѓутоа владее со правото, а во меѓународните односи, во меѓународната политика владее анархична структура, немаме херархија и немаме поставеност. Во таа анархична структура секој пат мокниот ги остварува своите интереси, а слабиот се надева на правото дека ќе биде на неговата страна. Или она, како што се вели народно, ајде да речеме, законот на џунглата. Воопшто, да, меѓународните односи... Силниот владее. Во суштина, за да ги сватиме меѓународните односи, ние прво мораме да ја сватиме анархијата. Бидејќи државите се основните субјекти на меѓународното право. И сега не постои ниту еден механизам да се натера некоја држава да прави некои работи кои што не сака да ги прави. Ние вклучително на наш грб го имаме осетено тоа, имаме пресуда од Меѓународниот суд на правдата во Хаг во однос на Грција, меѓутоа не постоеше механизам кој што ќе натера Грција да ја почитува таа пресуда. Така да исто е и во воените интервенции и во суштина таа анархија ние мораме да ја сватиме пред се, бидејќи ние сме многу мала држава. И како таква мала држава ние мораме секој пат да имаме стратешки партнери. Овде не станува збор дека сме член на НАТО, мораме да имаме стратешки партнери од страна во лицето на Европската унија, бидејќи ние не сме Чиле, па да можеме да си дозволиме да даваме изјави од типот на Чиле дека ние ги поддржуваме Соединетите држави и Израел во нивните напади на Иран, но го осудуваме Иран за тоа што врши напади врз територии, односно воени бази на Соединетите држави. Ние сепак сме на тлото на Европа и мораме нашата политика во меѓународните односи, нашите интереси да ги усогласиме, односно да ги тераме во склад со некоја поголема сила, а за жал или за добро, тоа на нас не останува само Европската унија. Да, но ова е интересно што го кажавте, бидејќи кога ги читаме коментарите, да речеме, на социјалните мрежи, па не само, ајде да речеме, коментари од генералната популација, туку и коментари од некои аналитичари, коментатори и така натаму, кои велат дека НАТО ќе се распадне, дека Европската унија ќе се распадне, па дури некако како да го посакуваат тоа, но добро, што би значило такво сценарио кога светот би западнал навистина во тотална анархија, каде што би владело само правото на посилните и ништо друго. Што се случува во тој случај со малите држави како Македонија? Значи, сега тоа е хипотетички, нели? Бидејќи го спомнуваат, многу па да објасниме што значи тоа. Меѓународните односи би се вратиле во поредокот од пред 1648 година, кога се завршува 40 годишната војна и се потпишуваат Вестфалските мировни договори. Меѓународните односи пред Вестфалија, пред Вестфалските мировни договори не се регулирани, не постои меѓународно право и се употребува само волјата на посилниот. Без разлика колку и да има право или колку да биде некоја држава од типот на Фиренца или од типот на папските држави во право за меѓународната политика, сепак волјата на големиот, волјата на мокниот излегувала на површина. Така, например, Франција секој пат своите аспирации ги покажувала кон Апенинскиот полуостров. Франција го освојува целиот Апенински полуостров за време на папството на Александар VI, ја освојува Фиренца, ја освојува Пиза, влегува во Рим. Меѓутоа, значи, тие мали италијански држави не успеваат да се одбранат. Тоа само по себе ни кажува колку погубно за Македонија ќе биде доколку сегашниот поредок, таков како што го знаеме,
после Втората светска војна, во кој што постои НАТО како гарант на меѓународната безбедност и во кој што за нас во Европа постои Европската унија како гарант на за европската економија, за стабилноста на европската економија, за човековите права, за политичкиот систем, ние ќе се најдеме буквално на трапезата на нашите соседи. Не само на нашите непосредни соседи, туку и на нашите соседи од типот на Турција, од типот на Австрија, од типот на Унгарија, бидејќи секоја од тие држави историски била империја и секоја од тие држави повторно ќе ги заживее своите империјални интереси овде во регионот. Така да за Македонија е најнепожелно сценарио да не постои НАТО и да не постои Европска унија. Да, еве повторно да се изразам сликовито со законот на џунглата, но и вие тоа го спомнавте, ќе се најдеме на трапезата на големите предатори. Апсолутно. Или ќе бидеме изедени. Апсолутно, тоа е, знаете, кога постои една изрека во политиката, кога одиш на вечера, а не знаеш што има за вечера, најверојатно ти си вечерата, така да најверојатно Македонија ќе биде сервирана како вечера на некоја голема сила. Така да оние кои што посакуваат распад на НАТО, оние кои што посакуваат распад на Европска унија, всушност се лаици кои што не знаат како се воспоставува меѓународниот поредок и како функционираат меѓународните односи. Замислете да не постои регулација од Европска унија во однос на политичките системи во Европа, да не постои регулација од страна на НАТО во однос на военно-безбедносниот потенцијал на државите, сите држави да почнат да се вооружуваат онака како што сакаат. Ние како држава, како Македонија ќе бидеме буквално изедени во меѓународните односи. Сите околу нас се помокни од нас, вклучително и Албанија, вклучително и Србија, и Бугарија, и Косово, не се извинувам, уште нема војска, меѓутоа Грција, Турција и сите оние држави кои што некогаш имале апетити за оваа територија. Така да меѓународните односи мораме исклучиво да ги гледаме низ призмата на реал политиката на Бизмарк, да ги гледаме низ призмата на Пелопонеските војни и на меѓународните односи пред Вестфалските мировни договори. А тоа е тотална анархија и секој пат исполнување на волјата на посилниот. Да, професоре, денеска, бидејќи еве кога сме кај НАТО, веќе денеска доаѓа генералниот секретар на НАТО во Македонија, Марк Руте, ќе има и пресконференција, околу 1 часот е најавена. Што мислите за оваа посета во овој момент? Ние, колку што јас видов, сепак се работи за една претходно најавена посета, но сепак доаѓа во еден деликатен момент кога се случува и нападот врз Иран. Можеме ли тука да очекуваме нешто и во тој контекст во поглед на самата посета? Па видете, Руте доаѓа во претходно планирана посета на Македонија, тој како генерален секретар ги одржува односите помеѓу државите членки на Европската унија, така да не би требало да очекуваме никакви промени. Ние сепак сме држава член на НАТО, партнер сме во НАТО, ги остваруваме интересите, нашите интереси преку НАТО и се разбира ги штитиме интересите на нашите партнери. Она кое што за мене е многу малициозно би рекол или многу фрапантно е што заменик генералниот секретар на НАТО е од Македонија, а ние всушност немаме никакви придобивки од нејзината работа. Значи да се има човек на позиција на втор човек на НАТО како заменик генерален секретар е исклучиво влијателно во меѓународните односи и ние треба како држава да го искористиме целиот тој потенцијал, некој што го носи Радмила Шекеринска како личност, туку функцијата која што ја носи заменик генерален секретар на НАТО во однос на засилување на македонските интереси и засилување на македонското влијание во регионот. За да ги заштитиме пред се нашите национални интереси, ние мораме да ги користиме како мала држава сите средства кои што ни се на располагање. Ние овде крахнахме и не ја користиме позицијата дека имаме македонец кој што е на позиција заменик генерален секретар. Зошто е тоа така, професоре? Зошто мислите? Имавме една случка, например, кога госпоѓа Шекеринска беше директно нападната од српскиот претседател Вучик,
таму за некоја изјава која дала во контекст на регионот на Косово, Хрватска и така натаму, не видовме никаква реакција од македонска страна, од владата, од министерството, некако остана тоа така, ништо, едноставно никој не се замараше со тоа. Зошто не го користиме тој момент или тој потенцијал за македонската држава? За жал, овде мора да се каже дека тотално непознавање на меѓународните односи од страна на министерот за надворешни работи. Тој е прв кој што треба да излезе и пред се како македонски државјанин да даде изјава, потоа како заменик генерален секретар на НАТО, а ние како држава член на НАТО. Така да најверојатно во Министерството за надворешни работи не ја разбираат проблематиката во која што ја работат и за која што се задолжени, а тоа е, како што кажав, дека мораат да ја консолидираат државата во меѓународните односи, мораат да ја насочат целата влада кон тоа како ќе настапува Македонија во меѓународните односи и да го трасираат патот на Македонија. Така да тоа само покажува дека Министерството во целост за надворешни работи има комплетно непознавање од тоа како функционира меѓународната политика. Да, ќе се вратиме повторно на нас, некако ни остана неразработена цела темата околу Иран и околу самата војна. Гледаме дека коалицијата помеѓу Соединетите американски држави и Израел напаѓа воздушно, тие го бомбардираат Иран, напаѓаат цели, убиени се околу 50 на ирански лидери, меѓу кои и врховниот ајатолах Али Хамнеи. Таа интервенција се уште продолжува. Според она што можеме да го видиме, дека Иран не може да пружи некој посериозен отпор на самата интервенција, да ја спречи. Веќе е воспоставена воздушна супериорност врз Иран, тоа значи дека Иран нити може да ги лета своите авиони, нити да употребува противвоздушната одбрана. Иран употребува некои мерки на враќање на, ајде да речеме, агресијата, може да кажеме слободно, ги напаѓа заливските земји, околните земји, каде што има бази и така натаму. Засега не гледаме некакво подиректно вклучување на Русија или Кина во конфликтот, иако се на страната на Иран. Тоа многумина го поставуваат како прашање, па велат, зошто сега, доколку се они цврсти сојузници, зошто не му помогнат на Иран? Да, би почнал од Кина. Првично, Кина е децидна во својата надворешна политика и води таа надворешна политика со децени дека тие посакуваат мир во светот и нема да употребат мешање во внатрешните работи, нити пак вмешување во некој меѓународен конфликт. Така да, кинескиот начин на однесување во оваа ситуација мене не ме изненадува. Она кое што е интересно е дека Иран очекуваше помош од Русија, барем дипломатска, ако не друг вид на помош. Меѓутоа, историјата повторно ни покажува дека сите оние кои што се надевале дека Русија ќе им излезне во сусрет, да се изразам со сарабизам, и Русија ќе им излезе во пресрет на македонски, тоа никој пат нема да се случи. Прво, Русија е истоштена после војната од Украина и доколку гледаме како Соединетите држави настапуваат во Иран и направиме споредба за тоа како Русија настапува во Украина, ние гледаме тотално две различни стратегии. Соединетите држави употребуваат суперсонични авиони, значи покажуваат врвна технологија, воена надмог, додека Русија остана заглавена 3,5 години во Украина. 4 години, да. Да. Меѓутоа, историски, доколку гледаме назад, доколку ние ја анализираме Русија низ призмата на меѓународните односи, ќе видиме дека Русија никој пат не се покажала како партнер на ниту една држава, односно сите блокови, сите алијанси во кои што Русија учествувала, таа ги изневерила. Значи, таа ги напуштила, така да ништо интересно и ништо фрапантно од тоа дека Русија ќе изневери некого, таа никој пат нема да застане на страна на оние кои што мислат дека и се
пријатели. Еве, од најблиската историја на Балканот, Слободан Милошевиќ се надеваше дека русите ќе му помогнат во однос на воената интервенција. Москва остана нема, нели? А Бугарија во 19-тиот век се надева дека Русија ќе издействува, нели, на денешен ден е формирана Сан-Стефанска Бугарија, а дека ќе издействува Сан-Стефанска Бугарија, Русија останува нема, затоа што нејзините интереси се да ги зачува Северна Добруџа и Бесарабија во состав на империјата, не ги интересира воопшто понатаму за што ќе се случува со населението јужно од Дунав. Така да, низ историјата, Русија никој пат не се покажала како држава на која што може да се рачуна како на партнер. Да, имаме и понов пример, тоа е Венецуела, интервенцијата во Венецуела, каде што Русија исто така тврдеше дека стои цврсто зад Мадуро. Венецуела, Хрушчов се повлече од Куба, нели, за војната кај заливот на свињите. Така да не им помогнаа на виетнамците за време на виетнамската војна. Можеме милион примери да наведуваме низ историјата, каде што русите секој пат оние кои што се колневеле во нив, мислеле дека ќе ги спасат или ќе им дојдат на помош, тие никој пат не се појавили. Да, интересна е политиката на американскиот претседател Доналд Трамп. Мислам, интересна е можеби збор кој звучи преблаго во неговиот случај, но еве да кажеме така, на моменти хаотична, на моменти збунувачка, значи предизвика хаос пред се кај сојузниците, не само кај, да речеме, конкурентите на Америка, но гледаме дека она што го остварува во надворешната политика, сепак тоа се цели кои американците или американската национална политика се обидувала да ги оствари со децении, например превземањето на Венецуела. Сега, ние тука повторно ќе кажам, ние зборуваме за меѓународно право, зборуваме за цврсти интереси поврзани со тековите на енергенсите, на суровините и така натаму. Така да Доналд Трамп ја превзема Венецуела за еден ден, со тоа ги отстрани Русија и Кина од Латинска Америка. Следно е превземање на Куба, на која кажа дека се работи по мирен пат и дека ќе се случи брзо. И сега, доколку успее и оваа интервенција во Иран, Соединетите американски држави буквално ќе ги контролираат енергетските патишта во светот. Да, прво, политиката на Трамп во суштина е спроведување на американскиот хегемонизам, како што кажавме на почетокот, на целата земјина топка. Она кое што го направи во Венецуела е слично на она кое што го направија во Чиле, кога го убија председателот Салвадор Алиенде и го инсталира Августо Пиноче наместо него. Меѓутоа, за жал, како што кажавме, во меѓународните односи хегемонот секој пат ги остварува своите интереси. Трамп со завземањето на Венецуела, односно ставање на Венецуела под американски чадор, само ја довршува имплементацијата на доктрината Монро. Тоа е американската доктрина за надворешна политика од 19 век на председателот Џејмс Монро, кој што кажува дека Соединетите држави нема да се мешаат во случувањата на источниот полутопка од земјата, доколку тогашните големи сили Британија, Франција, Русија не се мешаат на западната полутопка од земјата. Така да американците во суштина ја ставаат под нивни чадор цела Америка и Јужна и Северна. Го склучија договорот со Данска за Гренланд, значи сите оние кои што мислеа дека НАТО ќе се распадне, нели после тензиите кои што се случуваа на Гренланд, го склучија договорот за дека Данска ќе набавува оружје, со тоа ги спласна можностите за големите произведувачи на оружје во Америка, тие да ја снабдуваат Данска и нордиските држави. Цврсто ја држат Норвешка, ги држат ресурсите енергетски во Северно море и, како што рековте, со последнава интервенција, која не најверојатно, туку се разбира дека ќе биде успешна, Америка дефинитивно ќе се забетонира како основен параметар, односно основна константа во целата меѓународна политика која што ќе ги контролира сите енергетски ресурси. Ајде малку да пошпекулираме, кој би бил
ендгеймот во Иран, бидејќи гледаме дека од изјавите на претседателот Трамп и на американските званичници дека тие се против сценарието кое беше спроведено во Либија или во Сирија, каде што тие стана неуспешни failed states, нели, каде што потоа беа поделени на сектори, на една анархија, дека не преферираат такво решение, и тоа се виде во Венецуела. Например, решението во Венецуела малку ги изненади познавачите, тие буквално ја оставија истата номенклатура на власт, само доколку се приклонат кон американската политика. Што мислите за Иран? Иран е сепак поголем и покомплексен од Венецуела. Да, а во Венецуела го ископираа решението на Хенри Кисинџер од Чиле. А за Иран, она кое што е интересно е дека во Иран... интересно е што вие ги користите историските мотиви и историските споредби, бидејќи кога гледаме во историјата, секогаш наоѓаме решение и сличност. Да. Она кое што е интересно за Иран е дека ниедна држава не може, ниедна суперсила нема да може да го контролира Иран, од причина што иранците, нели, кога почнаа да протестираат во последните 2-3 години, иранците не протестираат против промена на режимот, кој што за нас од западна точка на гледање е угнетувачки, репресивен и се однесува, нели, така спрема своето население. Иранците протестираат бидејќи имаме над 75% инфлација во државата, односно иранците се незадоволни од економијата која што се води. Иранците не се незадоволни од режимот на ајатоласите, односно од постоењето на Исламската република. Иранците се незадоволни од тоа што државата им е константно од 1979 година, кога паѓа Мохамед Реза Шах Пахлави па наваму, тие се константно под ембарго. Иранската економија не може да се отвори. Со неможноста да се отвори економијата не може да се пласираат ниту енергетските ресурси, не може да се да влезе капитал во државата и таа држава да се развива. Така да најверојатното сценарио кое што би се случувало во Иран е Америка само да му покаже на Иран и на режимот кој што владее во Иран дека тие се доминантните, тие се светската сила број 1, Иран ќе прифати дека нема да развива јадрено, односно нуклеарно оружје, меѓутоа Иран ќе ги отвори своите нафтени полиња, својата нафтена индустрија кон Америка, па и кон Европа, и нема да се мешаат американците ниту европјаните внатре во уредувањето на Иран. Бидејќи ние мораме историски да се надоврземе на еден факт дека 50-тите години Могадеш, ако не се лажам, е премиер на Иран кој што ги национализира нафтените полиња и нафтената индустрија за време на Реза Шах Пахлави, таткото на последниот шах, и со национализацијата тој драстично го зголемува бруто внатрешниот продукт по глава на жител во Иран, ја зголемува куповната моќ на иранците, меѓутоа тогашната британска влада заедно со тогашната американска администрација не се задоволни со национализацијата, го тераат Реза Шах да абдицира, на негово место доаѓа 25 годишниот Мохамед Пахлави и повторно се даваат на употреба енергетските ресурси на Соединетите држави и на Британија. Најверојатно Америка се надева на едно такво сценарио дека енергетскиот сектор ќе им се дозволи на управување на Америка пред се на американски компании. Овде најверојатно British Petroleum ќе земе некој удел, Royal Dutch Shell ќе земе некој свој удел, така да Иран ќе биде оставен да се управува на начин на кој што сака да се управува, меѓутоа во наредните 4 до 5 години ќе гледаме еден Иран кој што е отворен како економија кон светот, Иран без санкции и Иран кој што ќе може да соработува со останатите држави. Значи, со други зборови, отприлика венецуелско сценарио. Венецуелско сценарио на персиски начин. Да.
Добро, ајде пред крајот на емисијата малку да се преселиме кај нас, да видиме нашите актуелности. Тука е вечно тој, нели, европски пат, знаеме, преговарачката рамка, спорот со Бугарија и така натаму. Интересни имаше реакција околу позната изјава на премиерот Мицкоски дека според него постои некаков план за создавање на еден друг тип на Европска Унија, каде што бе онака да упростиме, би имало два типа на земји кои се земји со право на глас и земји кои се така наречена втора класа земји, кои се без право на глас, но се членки на Унијата и ги уживаат сите погодности на Унијата, фондови, развојни фондови, пари, патувања и така натаму. На некој начин премиерот Мицкоски со тоа навестува дека можеби тоа би било решението за Македонија за продолжување на преговорите, а не промена на уставот. Што мислите за такво сценарио? Сега мора да кажеме дека тоа е хипотетичко сценарио, бидејќи самата Европска Унија не е структурирана да функционира на тој начин. Прво, ние ги имаме договорот од Мастрихт, договорот од Ница, договорот од Лисабон, кои што се договори за основање и за функционирање на Европската Унија. Ниеден од тие договори кои што го донеле државите членки не овозможува Европа во две бразини. Тоа може би се заткулисни разговори негде на некој форум, на некој самит, меѓутоа тоа е практички невозможно и неизводливо, бидејќи Унијата нема механизам да функционира на тој начин, така да хипотетички доколку зборуваме, тоа би било во ред за Македонија да влеземе во еден пазар од 400 милиони луѓе, да имаме отворени граници, како мала држава, да немаме еврокомесар и понатаму. Меѓутоа, повторно ќе кажам, тоа е во моментов практично неизводливо, бидејќи нема механизми кои што Европската Унија може да ги употреби за да функционира. И пак ќе кажам, овде имаме класично непознавање на меѓународната политика, а пред се на европската политика од Министерството за надворешни работи, од Министерството за европски интеграции, кои што треба да му посочат на премиерот дека на тој начин не може да се изведат работите. Бидејќи, видите, премиерот е инженер, така да како инженер тој не е должен да ги познава меѓународните односи, не е должен да ја познава меѓународната економија, но овде се неговите министри кои што треба да му кажат како функционираат работите. Така да, тоа е просто неизводливо сценарио и во суштина немаме зошто и да го анализираме хипотетички. Да, друго ќе биде прашањето околу тоа. Сличен одговор како вас даде и евроамбасадорот Рокас, кој рече дека не постои таков механизам во Европската Унија, а рече дека тоа не е ни на маса дури, и тој се изрази хипотетички, но доколку и би се разговарало, и за такво нешто е потребна согласност од сите земји членки, меѓу кои и Бугарија, нели? Тоа да подсетиме. Втора работа, видовме дека и председателката Силјановска Давкова не сакаше да го коментира, рече ако дојде такво нешто на маса би коментирала, за сега немам што да кажам, но тогаш доколку е тоа така, а е така, тогаш зошто воопшто се вади оваа идеја во јавноста? Зошто премиерот ја спомнува? Бидејќи без разлика на тоа што вие велите дека е инженер, мислам дека доволно ги познава овие работи за да ја знае фактичката ситуација. Тогаш зошто го спомнува ова? Па најверојатно сака да најде некое решение со кое што на Македонија би се овозможило асоцирање кон Европската Унија, нели, ние имаме договор за стабилизација и асоциација и сепак Македонија е европска држава со јасно трасиран европски пат, така да најверојатно сака да најде некаков вид на решение кој што би ја трасирало се извинувам државата кон евроинтегративниот процес, а при тоа да ги заобиколи оние
класични механизми на поставување на вето. Меѓутоа, да ве исправам, ние во моментов немаме блокада од Бугарија, ние во моментов имаме блокада од Европската Унија, бидејќи не е Бугарија таја која што на нас ни кажува дека не можеме да влеземе во Европска Унија доколку не промениме устав, туку директно самиот Брисел ни кажува вие сте го прифатиле тоа во преговарачката рамка, така да морате да се држите до договорот. А во меѓународното право и во меѓународните односи постои една изрека пакта сунт серванда, договорите мора да се почитуваат. Ако ние сме се договориле на тоа, мораме да го исполниме тоа. И вториот момент е, ние сакаме да бидеме во Европска Унија, не сака Европска Унија да биде во Македонија, така да доколку сакаме, ние треба да ги исполниме барањата кои што Унијата ги има кон нас. Сега да не се залажуваме и да кажуваме дека во интерес на Македонија е да не биде членка на Европската Унија, и како е во интерес на Македонија да биде членка на Европската Унија, бидејќи едно вакво хипотетичко сценарио, ја би ви дал еден хипотетички одговор. Доколку Македонија договорила употреба на ерга омнес име за севкупна надворешна употреба 1996 година, во тој случај Македонија веќе би била поканета за членство на НАТО 2002 година на самитот во Прага, би станала член на НАТО 2004 година, заедно со групата држави Словенија, Унгарија, Чешка станува претходно, ако не се лажам, Словачка, Бугарија, Романија. И Хрватска, мислам. Не, Хрватска е 2008 со Албанија. И би станала, значи, 2004 во Европска Унија. Доколку 96 година Македонија го постигнеше тој договор со евроориентираниот премиер на Грција Костас Симитис, кој што доаѓа после Папандреу, премиерот од ПАСОК. А 2007 година Македонија како политичко решение хипотетички ќе влезеше во Европската Унија заедно во блок со Бугарија и со Романија. Бидејќи Романија и Бугарија се индустријски економски поразвиени од Македонија уште во тој период, да не се залажуваме, тие би имале некој просечен економски раст од 3-4%. Македонија како мала неразвиена економија би достигнала 7 до 8% економски развој денес, односно во доминатата година, до декември 2025 година, Република Македонија за домашна употреба, а Република Македонија тире Скопје за севкупна меѓународна употреба би имала просечна плата од 1500 евра. Тоа е хипотетички одговор на секој едно хипотетичко сценарио кога некој ќе каже дека не ни треба Европската Унија. И како ни треба Европската Унија, и во однос на вашето прашање, мислам дека премиерот се наоѓа да најде некаков одговор на тоа како да ги задвижиме работите напред, но овде, значи, еден совет од академска гледна точка е немаме друг начин освен да отиде во Софија, да се договори, да отиде министерот за надворешни воати на премиерот во Софија, да ги отворат можностите за разговори, да седнат со европските лидери, да разговараат, за да конечно го задвижат тој процес. Да. Добро, и за крај прашање кое беше доста актуелно до пред некој ден, сега гледаме не се зборува многу, но тоа е враќањето на вице-премиерот Груби во земјава. Како што видовме, тој сам се врати, дојде, потоа беше приведен, па пуштен во домашен притвор. Знаеме дека во вакви случаи секогаш постои некаква позадина, бидејќи прашањето е зошто Артан Груби едноставно би дошол и сам би се предал тука. Мислите ли дека постои некаков договор околу неговото враќање во земја? Пред се политички договор, поврзан со некакви кривични процеси, со правни процеси и така натаму. Видете, реално во Македонија веќе ништо не може да не изненади од начинот на кој што функционира државата. Враќањето на Груби и неговото останување во куќен притвор е апсурд кој што е со невидени размери, буквално скандал. Од такви скандали паѓале глави на министри
паѓале влади низ историјата на човештвото, односно на човечката цивилизација. А она кое што ние можеме да го кажеме дека имаме пропуст дефинитивно, иако ние не можеме да толкуваме одлуки на обвинителство, одлуки на Министерство за внатрешни работи, очигледно имаме пропуст на безбедносниот сектор, на обвинителството во однос на тоа. Така да дали постои некој политички договор во однос на враќањето на гроби, најверојатно постои. Како ќе се одвиваат работите понатаму останува да видиме. Тоа е сепак внатрешна политика, национална политика, можеби гроби има некакви информации кои што ние обичните смртници не ги знаеме, можеби се за доброто на државата тие информации, ќе видиме како понатаму. Меѓутоа сепак е неговото враќање една голема енигма. За жал, човекот наместо во притвор, ефективен притвор, отиде во домашен притвор. Овде е подклекнување на обвинителството, подклекнување на судството, полицијата и така да сето ова укажува дека доколку бевме член на Европска Унија, тоа немаше да се случи. Да. Добро, професоре Цонев, ви благодарам на ова гостување. Ви благодарам и на вас. Ова беше првиот дел со професорот Благој Цонев. Останете со нас, во вториот дел продолжуваме со професорот Рубин Земон. Се враќаме за кратко.